Ќе им се ставили крај на трговските трикови со лажните попусти кои ги преплавуваат излозите од дуќаните. Новиот закон за заштита на потрошувачите предвидува казни до 10.000 евра за трговски измами кон потрошувачите. Потоа продажба на стоки со истечен рок или за наводен неколкукратен попуст, како и парична глоба за собственикот. Законот предвидува и забрана на работење на маркетот, салонот за продажба на облека, мебел и така натаму. Граѓаните реагираа дека никој ништо не почитувал и самите газди си лепеле цени од ракав. Ниту новиот закон, ниту високите цени вела дека немало да ги спречи измамите кои не стивнуваат. Сега дури и повисока цена со милион попуст. Попуст во странство. Јас сум купувал, кажеме, во Франција, се гледа дека е 50% попуст. Нема никакви, како се намалува, се зголемува, цените се зголемуваат, тоа не е исто. Зависи кај дуќан ќе влезеш. Много е битно. Кога сакам нешто купам, пратам повеќе време. Слава, платата иста, нема ништо. Тужно за Македонија. Сезонско намалување на стоки и услуги пресликано од Европа, кај нас може да има само 2 пати годишно. Акција за еден или повеќе производи во продажни салони, продавници и маркети ќе трае најмногу 30 дена, промоција и до 8 дена. И ова го предвидува новиот закон за заштита на правата на потрошувачите. Казни за собственици кои често прават измами кон потрошувачите во пракса постојат, но тие ретко се применуваат, велат граѓаните. Состојбата со лажните попусти станува се поалармантна, меѓутоа институциите никаде ги нема да интервенираат. Законот го регулира и ставање во промет на стоки на кои им изминува рокот на употреба, финта на која се збогатуваат не само гранапите во малите места, туку и големите познати ланци на маркети. Трговецот е должен при ставање во промет на стоки на кои што им изминува рокот на употреба, физички да ги одвои, како и јасно, видливо и читливо да ги означи дека им изминува рокот на употреба. Пишува меѓу другото во новиот закон. Почетокот на попустот мора да се означи со датум. За време на попустите производите може да имаат залепено само 2 налепници и тоа со висока и онаа цена која се снижува. Новиот закон за потрошувачи се чека да стапи на сила по негово објавување во службен весник и предвидува глоба од 500 до 1000 евра за малите и средни компании, како и 150 евра за одговорното лице. Највисока е казната за големите трговци кои се движат од 5 до 10.000 евра, како и 500 евра за одговорното лице.